Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек со вашиот водител Јанко Илковски на телевизија Сонце. Имено јас ви зборував за моето слабење и за некои естетски промени на емисијата, па како што можете да видите, ова е конечниот резултат. Сега ќе ви признам, јас сум нели синот, повеќето знаете. Пред да се загрижите, не е Јанко во пензија. И не се случи најстрашното. Кој вика дека Јанко не е во пензија? Јанко е во пензија, а ова е новиот водител на Јади Бурек. Од сега натаму, Максим ке води. Еве го далечиското, повелете, ова е жезолот на емисијата. Јас упаднав, бидејќи самиот кој ти е крив си ги беше емисијата има гледачи. Како најредовен, си реков, don't mind if I do. Yes, you do. Да, не е официјално, уште не е дојден, ама сум гостин. Кој вика дека не е дојден? Како тоа збориш у моје име? Ја викам дојден е и готово. Да, така, тоа нема да биде, по договор ќе биде еден ден као мораш и нема да биде дискус. Имаме Ич, молим те, ако ги погледнеш знаците од режијата, емисијата се прекинува. Тоа што треба да научиш. Да го научиш. Односот. Ја прекинуваш емисијата и така натаму. Не се слуша твојата буба, неговата буба. Ти се, еве се. Нати, ја Во нема да секој зборам, ти случај, ќе збориш. Сега спотот ќе го пуштиме, така се договоривме, па ќе продолжиме со остатокот. Вака, зошто ќе го пуштиме спотот? Ти го режираше спотот, јас те замолив, ја замолив Андријана да ми направи музика, ти ја слушна музиката и ми рече инспирација ме да направам нешто повеќе. И тоа траеше прилично долго. Не мора да го образложиш, после спотот ќе го образложиш, ама еве барем иницијално, што ти беше идејата, зошто толку заглави? Па иницијално всушност и за шпицата само ме праша, Да. немавме договор за никаков спот. Да. И реков во ред, не знаев што ќе биде, како со ваквите креативни потфати, никогаш немам конечна визија, го собирам материјалот, па да видам од тоа што може да излезе. И кога имав толку голем материјал, убав материјал, на се што најдов што ти ми даде неколку малце вака во дискусија спомна нешто, Вселена, Црна дупка, и јас од тука продолжив да ги редам мозаикот. И кога го видов сиот тој материјал, се викам ајде да почнам полека, пред да почнам за шпица да го редам само како што е, и ми се вклопи вториот дел од музиката на Горан Трајковски, што ми ја даде пред 3 години што ја правевме првите 7 минути, ова се вторите 7 минути. Ако памтат луѓето, шпицата моја беше на музика на Горан Трајковски, која беше наменета така, тој период, и тоа беше, финализираше со 20 години Јади Бурек. Бидејќи помина 3 години од 20 години Јади Бурек, велам време е, ајде да го тргнеме и логото, ново лого, па ако е ново лого, нова шпица, па ако е нова шпица, нова музика и нова идеја, бидејќи цело време идевме ретро нешто, да идеме фьючер. Горан, кога ја направи музиката, музиката е правена спрема една серија од 60-тите и научно-фантастична. Затвори ја вратата.
затворија вратата. Јас сум зимурлија, а он е секлетџија. И он умира кај додека е кај мене. Оди си. Оди излези надвор. Олади се. Музиката, оригиналната музика, темата има и одјавна. Значи на почеток на серијата, тогаш се правеа шпици кои траеа многу долго. Таква беше телевизијата и одјавна шпица со целами, исто така, ама на база на главната, на мејнте, нешто малце поамбиентално, посмирено. Ја му ја дав оригиналот на Горан и му викам направи ми шпица од ово. И очекувам дека ќе ме направи нешто за минута-две. Он ми доаѓа со материјал од 15 минути. Викам, што е ова, зашто? Вика, ова ти е од мене, затоа што Горан е најдобриот и најголемиот музичар, професионалец кој постоел и когаш во Македонија, со должна почит спрема сите, и е способен да прави не само музика креаторска, туку и за филм, туку и за се, но не работи со маркетинг агенции, со све, туку работи за одредени теми и бара огромна слобода. Затоа што не сум го гњавал. Може ли ова, може ли они, сум му дал слобода. Овој си добил некоја инспирација, интимна, своја лична и така натаму и направил 15 минути тотален ремейк, многу креативен, прекреативен. Од тие први 7-8 минути ти го направи оној легендарен спот за 20 години Јади Бурек. Да, свекам долго и повеќе и немав ни толку материјал. А и што викаш, си му дал слобода да не се сватиме погрешно. Јас имам искуство со Горан каде што перфекционистички му барав прецизни работи и пак извади бисери што беа за памтење, имено со епизодата за народни приказни. Јас, например, обратно, тебе го ограничив со насоки. И пак извади, сакам да кажам, значи што и да направи не може да скреши. Не, мислам тоа е на страна. Ке правиме некојаш јас и ти емисија за него, не со него. Да зборувам уште за спотот не, или ќе го пуштим? Сега значи, новиот спот кој многу доцнеше, а требаше негдека пред 2 месеца, конечно е готов. Јас го пуштив еднаш-два пати на мојот YouTube канал, која ќе влезе шо некако промо спот на сега заменец, оние 20 години Јади Бурек, ставен. И тој спот има своја приказна. Таа приказна немам и е потполно креативно дело, па дури и јас не ја знам целата приказна. Така што вечерва, после сега емитување на спотов, ова е второ или трето во емисија, ќе поразговараме за неговата визија, а и што јас сум видел, а што уметникот сакал. И мислам да направиме најавата за вториот дел, зашто ќе зборуваме, дека за спотот нема толку да се задржам колку што за вториот повод. Да, значи, првиот дел е музиката на Горан Трајковски од 20 години Јади Бурек, вториот дел, и потоа, кој да, ама јас зборам 6-7 минути, и потоа ќе збориме повеќе за долгиот спот кој Максим го направи. Сакаш целиот спот или само твојот да иде? Не ме разбра, само да кажам вториот дел да преминеме за краткиот филм. А во вториот дел од емисијата? Не, во смисла за спотот ќе се задржам 15 минути и после да преминеме повеќе имам за зборење за другата приказна. За спотот, готово. Да завршиме за спотот, а потоа ќе она што е мејн тема, а тоа е твојата награда на меѓународниот фестивал, филмски фестивал што ја освои во категорија на студентски филми. Тука ќе посветиме најголемиот дел од емисијата. Но, бидејќи имаш голема инспирација и остави доста креативно твое овдека во емисијава, и лого, и джингл, и дизајнот, еве, да го некако заокружиме во тоа. Значи, побарај од режијата да ти го пушти спотот. Ако е подготвен? Не од тука. Да. Од горе. Ако го имате горе, замолуваме спотот да помине, па ќе продолжиме.
Океј, повторно сме во живо во студио. Максим, еве, го видовме и овој промоспот кој го има на мојот YouTube канал. Дел од музиката е Горан Трајковски со една така одисеја вселенска и вториот дел е една поп-културолошка микс на интензивност која е повеќе твоја приказна од што моја. Тоа е шпицата и музиката на Андријана Јанеска на крај, па и дизајнот и така натаму. Твој и така натаму. Да, спотот. Да. Шубо, вака, проставуваш прашање и кој ќе ти одговори гостинот? Да. Мислам, не беше прашање, ти кажа изјава. Констатација. Така, јас ќе се надофрзам. Спотот е приказна, што нема да ја објасниме во зборови, што е тешко да се опфати комплетно што се доживеавме, низ тоа што го видовме. Добро. Но на кратко, убавината на животот и едно патешествие одиме во најдалечните краеви на Вселената, за да се вратиме на Земјата и со нови очи да ја видиме сета таа убавина која што не обкружува. И тоа не беше наменски така, но да, тоа го забележав. Целта беше да зема се поголем замав, се порадикални
кадрите, односно од земја одиме во вселена, подлабоко во земја, па почна да се исчашува сето тоа со квантна реалност, матриксот, се топи сликата малце и одиме во еден микс од реалноста и од фантазијата. И на крај ракетата која ќе слета назад, сето тоа го сумираме низ еден микс на каде што оди уште побрзо, уште подинамично, се со цел да го најави конечното ново лого, кое што беше нели као круната на новата естетика и новиот дизајн. Со Тоа тоа е што ова у позадина што иде. Стварно е гениално. Ја замолив и агенции, и дизајнери, и све, но фасциниран сум. Сакаш да го објасниш малце? Ја у два збора да им кажам што се работи. Кажи, Значи, па ќе тоа е кажам. во позадина, во суштина, иако изгледа како планета ракета која кружи околу планета, во суштина дизајнот е масата моја, фотелјата црна и нели овие сега ги тргнав еве ова лава лампа и така натаму и така натаму. Тоа е сосема најкратко. Но имавме еден мал конфликт кога ја направи, шпицата беше преполна со звучни ефекти. И имаше дел од публиката што погледна, не мојава јавна, него дел од луѓето беа одушевени. Но ја мислев дека за мојата публика ќе биде преагресивно. Сега решивме Director's Cut, поточно со сите звучни ефекти, да ја пуштиме, а вие ако нормално надгласате, ја ќе ја вратам, I don't care. Ја мислев дека ќе ви извади од памет, бидејќи е... Не знам. Што е? Имаш нешто да кажеш или да ја пуштиме? Да ја пуштиме, па ќе кажам се што има. Добро, окей. Режија, ве молам новиот Director's Cut, шпицата на... Да, може? Може. Ексцеленте. Вака на потивко преслушување, дури јас се премислувам, човек. Да ти кажам дека ни Андријане нема слушната оваа верзија. Ќе ја испратам, добро. Ај ќе ја ставам на гласање, која? А или бе ќе ја ставиме на социјални мрежи? Па која ќе ја одберат? Да образложам. Јас сум задоволен еднаш што ми излезе Director's Cut, после каква сага да се емитува. Тоа ми беше забавен момент, како што кажав, спотот заедно со шпицата оди кон поголема кулминација и динамика и сакав ова да излезе експлозија со сите тие звучни ефекти и визуелно да биде преоптоварувачки, со единствената цел дека ќе се емитува секоја вечер, нели, тој последниот сегмент како шпица и секој пат да биде интересно за гледање, бидејќи ја гледам емисијата секој пат и така како гледач имав перцепција. Нешто што можеш да му откриеш нов слој на секое слушање. И покрај визуелниот момент истото го имаме и со звучниот, со тоа што на сите од овие кратки секвенци гледам се слушаат, има по десетина саунд ефект ставено, што од прва никогаш не можеш сите да ги доловиш, на секое слушање можеш ново да откриеш. На пример, по ја поима немам што се имаш ставено. Дај го компјутерот, не? Да. Иако овдека не е ова верзијата, така, Director's Cut има и повеќе визуелни елементи додадено, односно оваа верзија има одземено. И тука, например, еве овдека... Да, ласерот кога пука... Ласерот пука, значи имаме митролез, нели, што пука, и оваа мачка мјаучи, например, ќе се сокрие тука во малата доба, али некои поранешни моменти има како што се... да ги... Добро, ова е кантер. Така, да, полицаецот, мачето вреска. Колку мачки има ставено? 200. Се воздржав на 2. Но и диносауруси доста има? Има.
имаме две појави најколи. Овдека овој глушец е од еден мим, што само младата генерација ќе Повтори? го препознае. Ова е глушец. Кој е глушец? Ова што се мафта од експлозијата. Бог да чуе. Чекај да го Да, видам. да, да. И не, мене ми е тоа еден Добро. ситен хумор што нема сите да го препознаат. Има едно меме на YouTube, видеа кружат spinning red. Се врти глушецот во место и иде една музика со гитари. У тие 2 секунди се слуша таа музика и глушецот поминува со неа. И сега тие што ќе го Чекај препознаат, Смали го. Дај ми го Spinning Red на YouTube, најди ми го, сигурно го има. Да Го видам има. за што се работи. Бидејќи ова се некои вие деца си ги знаете финти. Пушти гласно режија да чујам. А што сум со ова? па тоа е толку е бесмислено што е хит. Изнимаш Ова 1000 е Ед Вуд, значи ова е толку лошо да не, мислам, имаш 1000 варијанти на овој мим. Еве, имаш сега овој Добро, ти нуди пушти. од 144 до 4К верзија на глушец. А ова е кој ќе се она апсурдот кој ќе се фати како тема на современа општа поп култура. Браво. Да, Океј, ова е фала. нешто со сестра ми што се смееме на вакви работи. Има уште едно вакво баш од овој тип на мим, а тоа Леле, е Бог да чува. Максвел што и мачката. скриени пораки, човече, теории на заговор. Значи, ако загледате, Максим сигурно има ставено некои скриени теории на заговор кои нема да ни ги каже, но ако ги анализирате, може ќе откриете и нормално ќе дојдете до Еве, на пример, овдека просветление. ако успее некој во еден фрейм да види дека поминува едно мало растение пред НЛО објектот. Не разбирам. Овдека едно мало растение ќе ја провлече ДНК секвенцата. Во еден фрейм, кој го виде, го виде. Не можам ни да го стопирам. И Не, држи го. да вратам повторно. Врати го, ќе го фатиш полесно со... Буквално еден фрейм е можноста да се фати. Сега знам ова е тешко за гледање вака со паузирање. Не со маус, со спеј... Ете го. Стој сега тука. Само не го пуштај. Не го пуштај. Чекај сега, сакам да го видам. Значи, протрчува растение и остава трага од Ова што го гледаме од во моментот, ДНК, да, а ова е НЛО која испушта некаков лазерски зрак и удира во што овде? Паричката што ја донесе Голобот, Арнама паричката Кој ја дава донел? Голобот во претходната сцена. Леле, ама ти овде цела приказна имаш ти ова. Ова може да се толкува на многу начини. Ке горам ја упекували добро. Јас ќе го прифаќам. оставам да не го образложувам бидејќи има Аха. таа убавина секој да го толкува на свој начин, ама нели може Голобот ја носи таа паричка што представува некој символ неуништив. А ако не се лажам, таму не е тоа символот на Ника? Исус Христос Па е. Ника? Аха. Мислам готово. личи, не знам дали Добро. не го разгледа. Има уште еден момент. Овој последен дел од спотот, каде што се е во хаос. Кулминацијата Да. на целата работа. Добро. Мене ми асоцира на На мене, на емисијата. на првите На односот мој со колегите. на 5 минути или минутата пред да почне емисијата. Значи хаосот со бубата со бидејќи јас во телевизија работам и го знам пред да почне емисија да дотрча водителот од шминкање, бубата да се намести, екраните да се подготват и сиот тој хаос мене ми е синонимен со овие диносауруси што трчаат. И за спотот ќе завршам тука. Исто овдека хеликоптерот свири една свирка и сега кој ќе го улови тој момент, многу е краток. Што е ова, бе? Ова е хеликоптер, му паѓа граната врз него. Чекај, што е хеликоптер овде? Ја не гледам што е хеликоптер. Со маус. Ова мачканицава тука. А, тоа е хеликоптер. Да. А ова доле што е Ова се Green Bus? компирите што Компири. Да, компирите што служат за транзиција од претходното
претходната. Добро, седнал ли некој ово да му го раскажеш, ова, да го увиди све ова? Никому. Затоа и мислев дека има потреба да не се отфрли за тотално рандомнес, бидејќи ја кога Барем го на правев, сестра ти дали си објаснил уште на брат ти? не знам дали сестра ми дали знае дека сум тука вечерва и дека има шпица нова. Сестра ти дали знае јака и сум уопште? Сега Дека му кажам, работам ја овде, дали знае? Јас кога го монтирав се смеев кога го правев. Ова ми беше стварно амјузинг и затоа не се двоумев да го оставам како Океј, што е. еве, Ќе во ред. довршам, значи Хардкор верзијата на шпицата ќе ја ставам кај мене на овакво и ќе ја ставиме на гласање хардкор и софткор. и ова маче, ова сигурно Ова е трето маче. се извинувам, така е. Ова е од друг мим, Максвел мачката со една музика што Која иде, мачка? се вика Максвел. Одмак ќе ја бараш. Максел Кет. А ова беше Spinning Red. Да. Леле, Од мајко. исти тип, И ова исти е калибар. толку расширена, како се вика, еве, Максел. Еве имаш сега толку многу верзии. Добро, што е основата? Пак ќе го изгледаме за да се разбере. Оригинал. Добро? Тешко е и оригиналот да се најде. Да се разбере. Не да се најде. А да се најде. Добро, што е? Spinning Cat, пак упрашање, сега Па, Spinning во Red, некои Spinning Cat. верзии игра мачето. Вака. И и гледаш има милион можности за креативност и ова е баш она нешто што 12 годишни возраст деца прават ваков тип на мим што не бара премногу сложеност, иако и ова е импресивно. И тоа е онаков мим што ќе ти прати некој рандом и онака никој не го очекува да го види тоа. И е смешно, и е станато исто хит во светот на интернет. Во светот на интернетот ја вакви работи го знам, ја знам онаа летечката мачка која има и по 24 часовни Да, верзии, Нянкет. Нијанкет, објасни ме, значи ова е многу почесто ова на постарите им го гледам дека младите како си откриваат некоја небулозна игра. Да. Ова е како играње, знаеш она која си и ќе си го надградат со некој Да. и нема некој разбирање, а они се разбираат. А вака да седнеш не можеш да. Еве на пример Нијанкет. Пушти ја Нијанкет да ја видат. Бидејќи повеќето не верувам ни дека ја знаат и која е ова од почетокот на интернетот. Стави од средина. Пушти ја музиката гласно. И ова е направено по 24 сати. Колку е оваа верзија? 10 сати. Ова е од 3 минути, ама еве има одма од 10 од 12. Од 10 од 12. И ништо не се случува. Ностоп е тоа со една репетитивна, она 8-битна музика од раните компјутери. И тоа е тоа. И што е тоа? Нема објаснување. Мачка која лета, позади себе остава виножито и тоа е добро што нема објаснување и секој може да си го тумачи како сака, а суштината е да не го тумачиш, него така. Па така, Нянкет беше за catchy music, а ова Максвел е баш чист хумор, бидејќи е така на работ на абсурдот, па има прават на YouTube цела приказна авантури со мачето. И еве, овдека има исто овој брз објект што ќе претрча на шпицата е коза, што никогаш никој не може да види поради што е премногу брзо. Брза коза. И толку, тука ќе завршам, останатите вакви има за разгледување, еве шипрек. Чекај, и козата ли е некака поп култура? Па не, козата е добро. рандом. Добро, значи сепак имаш хиден како ги викаат тие Easter истер ек. eggs не се толку хиден колку што се бројни и може, знаеш, на повеќе гледање да се забавува човек. И јас тука да завршам, да оставам останатото кој како ќе начекува не да ја мора гледа. веќе да идеме. И пред да преминам за филмот, за логото да кажам, овде на Вибер може да го разгледаме процесот. Како го направи? Како дојдовме ова лого да дојде до Не, тоа, одоле иди. до Да. тоа што е. Дај го компјутерот овдека на Вибер мојата страна, не мора тоа сметките данок за градот Да, што платив. не си испратиле по редоследот кој Не. што ги праќав, Не. но ќе ја раскажам приказната. Него. Да, еве Пушти. го гледаме. Ова е гиф. Кликни го тоа. Ова е гиф. Кликни Се гледа го. и вака. Се гледа и вака? Да, и не се отвара на пошироко. Добро. Значи, ова се јас препратив кај тебе на Вибер нешто помеѓу чатот, помеѓу мене и Цветанка Велјковска. Тоа е актерката од македонски народни приказни, која што е една од главните улоги во мојата втора авторска приказна што ја имам направено, но и во бројни други епизоди.
Таа живее во Германија, работи фриленс и има завршено курс за графички дизајн. Јас ми се сетив на неа кога имав потреба ова лого да го реализирам паралелно со шпицата до 1 март, за да го постигнам рокот. Таа и се допадна идејата. Кој рок, бре? Човече, 70 рока промени. Така, мислам, рокот да го Јас досегнам. ти доставив готова шпица на 28 февруари, па после тоа што имаше фидбек ти за корекции, тоа е друг. Тоа беше Да. не ефектите, мислев дека ја гуши премногу музиката на Андријана Јаневска и така натаму. Дај ме мене у кадар. Да довршам само Вака. за... да. Значи, ова што го гледате, кога ми дојде со логото, за да ми објасни како и објаснувал на незе што сака да направи. Таа го издизајнирала, ама целата идеја е негова. Земал на вакви стикери, не мора ништо да менјаш кадар, лесно ќе се разбере. На стикери ги нацртал сите сцени. Знаете она сам кога си правиш цртан филм, па вака Flipbook. кога ќе го пуштим, флипбук. Добро, на англиски се вика флипбук. Јас се објаснувам за ние што ни остануваше едно-две кречења. Така. Не, кој ќе веќе балдисаме, барем нешто сме научили уживо. И вака и го снимил тоа вака, да и покаже како сака, бидејќи таа не е тука во Германија. И јас сум одушевен. Пази како наоѓал креативни решенија, системски, за да... Па и не те мрзи, па тоа е и енергијата. Тоа е тоа, окей, thank you very much. И да се вратам на кажи. Вибер, да довршам, значи овдека ќе разгледаме ова е Вибер. 1/4 само од што се нашиот чат беше полн, значи она толку многу фидбек, па за се имавме дискусија за најмалите елементи. Па она пробува да ми објасни, ми вика Максим, ти сакаш растер, а лого се прави со вектор. Јас барав да е ваквиот елемент од фотографија, она вика тоа да е дизајнирано и прави разлика, не се користи за лого. И јас многу научив низ овој процес. Еве и она како има предлог со ракетата да се врти околу планетата, имаме верзии со различни бои. И терај вака. Абе, синкове, уште Виберот не го научи. Еве ти го. Кликај го на страна или Да, со... дека не се сите слики. Да. Во ред? А што да. Уште имам да те Ке- научам. Еве го, растерот убаво се гледа. Растер и вектор што е. Се направив чалам нешто и јас. Овдека го гледам полако телеушарена врата, појма немам што пре. Имаме нели дел од комуникацијата за кои детали се Тебе ти е интересен Образложуваме. самиот креативен процес, дека бил прилично интересен. Ова е во фотографија што ја користевме, значи контурата на масата, таа линија што ја фаќа не е право заобиколна, туку има подебела на левиот крај и овдека го доловуваме тој момент, се трудиме. Тоа како мојот И стомак. бирото и столот беа оригиналниот Да, концепт. окей, тоа го кажавме, да не мора да се задржуваме за тоа. Чекај, врати го што- тоа синото горе, уште малце, оп, видиш убава боја, како да го видам. Да, сакавме како столот да е сино, но на крај со сите Да, работи да. во обзир, ова беше најдоброто. Не, што го ова е имаме дефинитивно и прилично смирувачки. Окей, благодарам мрежија. Да. И сега одвој го сегментов со еден краток джингл, па се да се вратиме во студио. А пред да джинглот можам да кажем еден збор. Што ги направив джингловите и шпицата, имавме идеја за нова естетика, потписи, потписи за Facebook, за YouTube, за Twitter, за Instagram со акаунтот на Јанко Илковски, потпис за водител, Кој требаше да се појави во потпис за емисија. гостин, елегантен потпис со завеса која што ќе биде во склоп со спотот, каде што ќе ги пишува телефоните и скајпот, но Не е битно. компјутерот не може да го поднесе тоа. Толку. Дури ни најнамалената верзија. што- Најнамалената сецкаше и се појавува црни фреймови и паѓаше програмата, така што тоа може да се доживее кога Многу- ќе многу се фрустрирач. ажурира хардверот и софтверот. Некогаш, Некогаш. да, Добро. инвеститорите да ги... Некогаш. Знаеш што можеш да направиш? Да ми покажеш. Јас ќе ја земам верзијата што ќе иде на YouTube, да иде без никакво лого, чистата верзија, без снимка све, и дома пред да ја пуштам, да си ги ставам тие елементи и да остане за веки веков, што се вика
За жал, нели, телевизија е пред 10 години, има и некои постари компјутери. Така што сепак да остане у емисијата со такво нешто. Ете, малце како у подкаст да влеземе со една постпродукција, ќе ме научиш. Предпоставам дека Лесно е тоа. лесно е тоа. Одлично, фала ти. Режија, джингл. To be continued. Да, веднаш се враќаме, тоа беше идејата. Да, не треба да објасниш, све е јасно. Максим, јавноста беше запозната со една убава вест дека освои награда на фестивал и немој да ми го демоницираш, немој да ми го омаловажуваш. Моментот Меѓународен фестивал. Значи се работи за голем меѓународен фестивал кој се одржуваше во Индија, се вика Сефија. Сине Сепија Reels Carnival. Сине Сепија Reels Carnival, фестивал интернационален на кој имаше стотици и стотици кандидати и кој имаше во многу категории каде учествува од цел свет. Ти учествуваше во категорија студентски филм, што значи филм Без кој буџет. без буџет и филм кој е направен за да положиш испит, да покажеш, значи Да. тоа е показна вежба. Да. Без амбиција да тоа негде биде прикажувано или што ти ја знам и така натаму и така натаму. Па еве како го прими успехот, еве едно стереотипно прашање кое никогаш не го поставувам у Јади Бурек, но тебе ќе ти го поставам. Како се чувствувавте, кога разбравте, како, кога се кандидиравте, процесот и така натаму за фестивалот и Па, дознавте па вест? беше еден бран на еуфорија моментот кога разбрав и кога дека сме финалисти и дека освоивме. И пуштам јас по различни фестивали и сега добивам нотификација, вие сте финалист, сите дома се радуваме. Наредниот ден додека работев, само викам прво место им викам на колегите. Ао, честитки. И убава радосна вест. Јас очекував дека подоцна во животот ќе достигнам награда и ова беше така пријатно изненадување. За овој филм всушност е мојот труд за специјалистичкиот испит и дури во пишана форма. Јас ова положив 4-та година. Збори се, збори се. Овде Не, ону кадар? Да, овде има 30 страни каде што зборам целиот процес на создавањето на овој филм. Има убави факти, забавни, интересни детали, што јас сакам да ги спомнам што се извадок од овој труд и затоа јас ќе се користам со подсетници неколку листа. Знам дека не сакаш гостите да ти читаат, но јас само од време на време Немам проблем. ќе проверувам некои работи. Сум оставил таков печаток дека не сакам да ми чита. Не сакам да ми читаат кога ќе ми се јави по телефон и текст да ми чита. Беше гостин пред 2 години, сега јас дека сите емисии ги следам, па го запамтив моментот кога му Кажи ми. рече, тој седна да чита нешто политички, Аха. контекст беше. Ти му рече, те молам, кажи ми, јас на ниеден гостин не давам тука да чита, сега тебе да те оставам да чита. Не, изгледа сум го дриблал нешто. Знаеш, да Без не ми одговара спремно, туку што он мисли ме интересирало. Иначе, апсолутно може да прочита кога вади цитати, историски факти или така натаму и така натаму. И сега за фестивалот интересен податок сакам. Греота човекот, леле. Не, Знам кој. во ред беше, Малце мислам беше. на крај. Не, он е супер, да, аба многу ми замера зашто сум бил таков со него, а он направи клизеч и ми рече, вие новинарите така. Тоа Викам, тој беше. молим, Да, викам да ја прекинам. недоразбирање беше, нити Да, не да, мислам. да. Да продолжам. Добро. Победниците што беа на целиот список, значи 21 филмови беа од Америка, 4 победници од Франција, 3 од Англија, 2 од Австралија, 2 Грција, 2 од Перто Рико, 1 Канада, Мексико, Израел, Тајван, Индија, Куракао и Македонија. Куракао? Ја го викам Куракао. Прв пат се сретнав И со ти единствено од тоа. Македонија беше кандидат. Па да, и мене ми Како беше... ти дојде на радар уопште? Фестивалот ме покани мене. Вау. Вау.
Да. А како фестивалот разбра за овој момент ја не го знам. Јас користам платформа каде што преку таа се праќа на сите фестивали и ако си предплаќач од 10 евра месечно, нешто така, јас еден месец. Не е битно. Да. И се појавуваш пред фестивали. Сега ако си поголема. Значи таа платформа На некој да начин не бркаш ти кореспонденција со сите можни фестивали во светот. Они тука разгледуваат, имаат можности што им одговара во концептот на нивниот така, фестивал. ти таму го имаш прикачено проектот и они според тоа Може да ќе ти видам? дадат Уште соодветно. еднаш? Америка 21 филм, Франција 4 филма, Англија 3 филма, Австралија. Овдека не се само студентски филмови. Тука што има Зборам све? за победници во сите категории. Во што имаше све категории? Значи имаше, например, најдобар краток филм, најдобар долг филм, најдобар режисер, најдобар актер, најдобра монтажа, најдобро сценарио, најдобра сценографија. Сите оние Сите сериозни, категории. значи full length movie и така натаму и така. Сите категории, најдобар трейлер, најдобар постер, најдобра комедија, најдобра романтика и еве колку што ги прочитав, толку категории се, нели? Нормално само македонскиот беше победник во студентската категорија. Затоа се израдував да го прочитам името Македонија помеѓу сите останати. И јас благодарност сакам да изразам пред се до мојот ментор Јани Бојаджи. Со него јас овој проект го создадов и мојот професор Саша Павловски, кој што ме водеше низ моите дипломски студии, и Мимоза Рајал, која што овој филм го цитира во незината книга Светлината и убавината на уметноста од 2021. Исто така Мимоза за промоцијата на овој филм се јави кај тебе исто многу чест ни го кажа. Да си го спомнам факултетот Интернационален универзитет Европа Прима, кој што Каде што го направи во суштина, да. Бидејќи студираше таму, Да, направен мојот на прв други избор локации и така беше ФДУ, но јас сум среќен што завршив каде што завршив и излезе се многу подобро. многу добро. За филмот исто треба да одедам чест за Маријан Спасовски Мац, кој што ни донесе две светлосни тела, кој што возможија филмот да Слушај, се сними. Значи, ај вака. Те слушав на Алфа кога збореше. Да, јас Значи, за тоа да се не- надоврзам тие што Значи, не ги само кажа. заблагодари се, кому сакаш да се заблагодариш, без ми донесе гајба пиво или ми донесе. Значи, заблагодари се на Мац. Мац ке си знае зошто. Му благодаря. Не мора да кажеш подобро е вака и попиетет звучи. Ако му кажеш кој некому ќе па што го спомнам. Вака тебе тоа ти ја значи мислам тоа. голема работа што. Океј. Во вашиот свет. Договорено. Океј. Во пишано интервју може би било поинтересно, али значи те молам, сите што мислиш дека треба да се спомнат и што се спомнати, еве ја ќе кажам на пример Дежаву се најде Скопска пивара, значи не збориме за буџет, ова е помош, филмот е без буџет правен. Ова е помош што ја доби. Овие две, нели, бидејќи и јас нешто се обидував тие комуникации, толку да спомнам. Ти кажи све кој ти помогна, бидејќи голема работа е без пари некој да ти помогне во оваа земја, во оваа време. А и среде корона го правеше во неголемиот локдаун. Пеперминт ни дозволија нивната песна, ми се свиѓаш да биде темата со која што завршува овој филм. Супер е. Ова е студентски филм не само како од мене како продуцент, режисер, сценарист, монтажер. Актерите сите имаат завршено на истиот факултет. Надица Петрова, Кристина Гиева, Филип Миленковски и Давид Илик. Надица исто за кастингот го возможи. Марио Блажевски и Дарко Рајчин, кои што исто беа техничкиот сегмент на локација, се исто студенти кои што заедно слушавме режија. И исто помогна да се реализира ова. Ова е интересно снимено со нашиот Canon апарат, од факултетниот бија барање за камерата, така што со апарат е снимано. Во 5 дена е измонтиран, месец дена. Вака, сега ја ќе кажам. Се работи за Canon фотоапарат, со кој исти апарат е снимена серијата Доктор Хаус. Така да воопшто не е нешто ако не е Panavision или што ти ја знам. Камерите денеска, особено Canon, камерите се изворедни за мали пари добиваш вистинска, фантастична слика, бои, она што
на вас режисерите ви треба чисто, non-bias, неизменето она, кое ти е после погодно за обработка, доработка, постпродукција и така натаму, тоа што на еден режисер знам дека му е многу потребно и важно. Да добие чист, јасен, незамачкан сигнал, форма која ќе може да ја доработи во процесот понатаму. Да, не земавме ние целосно чист файл, малце примавме и на терен како што ќе го подесевме, но тоа не функционираше, имавме и убави леки. Сето тоа оди во прилог на едно од поентите подоцна што ќе ја направев, актерите и сценариото се јадрото на филмот, останатото дали е подобро или полошо, овие два основни елементи се тие што го определуваат за неговата величина. Останатите се естетски повеќе за она што освојува на ниво на Холивуд. Али во основата актерството и сценариото го прават филмот. И месец дена требаше после монтажата за визуелните ефекти, бојата и звукот да се дообработат. Сега темата на филмот, за кого е овој филм, ова е за сите кои очекуваат сериозна врска, дали оние кои прв пат стапуваат во брак, втор, трет и така натаму. И таму и насловот со скопски жаргон, кажи ми дека сме за стварно. Оригинално имаше и среќен крај ова сценарио, овдека не е тажен колку што е неопределен. Имаше 40 страни, па сценариото имаше кастрење во повеќе фази, нешто со дели, удел имаше тука и мојата мајка која што е филмски, има искуства како професионален филмски критичар и консултант. Имавме во сценариото оригинално екстериери во диско, но поради карантинот се задржавме на единечната просторија и ово овозможи по стегната разработка на ликовите. И тоа е повторно оди во прилог на тоа дека кога актерите се добри, сценариото е добро, останатото е само додаток, но секако не е да не се отворли. Овде јас со овој проект го развив и мојот стил како режисер. Пред да преминам на тоа, покрај сценариото и актерите, морам да ја напоменам и монтажата, затоа што монтажата може да му даде целосна нова насока на филмот и може, нели, во погрешен момент кога звук... кажеш дата, одјавна шпица, биди многу концизен, но ти не може да следи публика олку детали. Добро. Значи набројувај со без посебни придавки, минимални. Драго ми е што имав можноста јас да го монтирам филмот. Монтажата е втората режија, ја викаат. Ова е пред се ентертејнмент, забавен филм. И тие што е поучен елемент, секогаш го ставаме во втор степен, да е ненаметливо, кој сака да го забележи таму, иначе пред се на хумор. И така, овдека почнав што спомнав режисерскиот стил и овдека и писателскиот стил, универзални теми, некогаш и сериозни теми, но на начин представено пријатно за публиката, за целата публика. Максим, скоро сите твои колеги, кога се занимаваат, идат во тоа, знаеш, многу ми одговара оваа филозофија, ја имам во 103. Сега малце ја ке си знаја да мурек, знам дека имаш концепт за долго зборење. Дури ќе излезам сега после ова од емисија и ќе те оставам, да, ќе излезам малце пауза да направам, а ти ќе си кажеш што имаш. Во 103 многу ми доаѓа CD-а да ми носат. Бев еден од главните промотори на нови млади бендови, особено што тогаш беше револуција на компјутерот и се појавија многу луѓе кои на компјутер креираа музика. И знаев и имаше многу голем фидбек, многу деца што стварно немаат нерви, па да зема гитара, па бас гитара, па собери некој, па лупај, то тогаш беше тој концепт. Компјутерите овозможија ти дома сам со мали програми лесно да креираш музика. Повеќето, ја дури јавно им збора, им викам, слушај бе, пред да ми дадеш CD на кој има 3 сати некаква абстрактна амбиенталност, на несоздадено име, значи не знам што ти е бекграундот. Бе, пробај да направиш една обична песна од 3 минути, да можам да ти ја пуштам у мојата
зависна листа. Да те ставам. Сваќаш? Па нека процени, сваќаш? Значи, во формата. Нека не биде утре, али слободен си, немаш договор. Направи и себе да си видиш дали знаеш да направиш музичка тема, класична една. Сигурно дека има. Па еден Апекс Твин му се клањавме, ама он правеше песни по 2-3 минути во кои ако заслушаш, стварно имаше на еден многу оригинален начин, ама класична музичка номера со тема, со све. Он имаше форма револуционерна, но правеше песна, имаше тема, имаше мелодија, имаше ритам, имаше некакви правила музички, не се следеше по нив, но си ги создаваше такви какви све. Истово го гледам во филмов. Прават филм, од филмови, твои колеги, помлади ли се, па и овие другиве. Па еве, ако сакаш и до Милчо Манчевски. Неспособни да направи еден, да речем, филм за кој се тепа народ да иде у да купува карти. Например, Србите го имаат, Мини смо анџели. Не е уметнички, не е по твое. Ама можеш ли да направиш таков филм? Очигледно не може. Но Милчо имаше друга среќа, он е сепак артисти, ама треба стварно нерви да го гледаш. Ама создаде име. Создаде име. Овие другиве, значи уште нема име, некои тешки психолошки драми. Главната тема која ја гледаме животот е срање и сите ќе умреме. И никој не се фаќа за поп култура, бидејќи, нели, а ти се определи некако за family friendly, хумор, забава, и тука многу тешко, тоа види на фестивали не поминуе, па не се цени, па дури мене ми беше сомнителен овој филмот, викам, чекај, што ова, многу too light ми е и така натаму. Ама во суштина ти си развил карактери, си имало приказна, ја прекритичен спрема тебе и стварно нема нешто што влегува у поп култура. Има, значи, од реакциите за твојот успех и награда што ги добив, но само една критика, значи зборам од илјадници позитивни, само една критика, нека се спреми да биде, демек ќе добиеш златна малина. Демек го доживеала филмот лошо, толку е лош, па сега ќе добиеш и златна малина. Викам, камо среќа, фала ти. Пошто и малина е некаков респект. Бидејќи Ед Вуд има добиено, а Ед Вуд е култ. Се предава на сите факултети и школи у светот за режија. Па кој сака нека разбере. Но ти отиде многу храбро и мене овде вака ме гушеше ко тесна марама, дали ќе успееш во овој свет да се наметнеш со режирање македонски народни приказни, со вакви теми кои се онака лајт, нели, не се хардкор теми, не се тешки на умирање на смрт, и гледам дека избегнуваш да идеш у перверзија, нели она наркоманија, трансджендери, сексуални неориентации, дезориентации, туку она општа, да речам 80% од популацијата, некои теми кои се ставени во некоја индустрија и во која никој не гледа уметност. И одеднаш овој твој филм добива награда. Што е тоа што они видоа во филмот? И мислиш ли дека овој твој стил, рече дека ова е твојот стил, образложи го, дали и колку ова твој стил, дали има иднина за тебе како режисер, не само за работа, туку и за креативно изразување? Јас секогаш велам, секој стил си има своја таргет публика и секој ќе си ја најде својата публика. Така што на крај режисерите и писателите ќе се сведат на тоа што им лежи на душа, тоа што им е пријатно да го прават, тоа што им е желба да го прават. И такви некои тешки мрачни работи што ги спомна, ако не можеш да се пронајдеш во тоа, тешко е дека и веројатно ќе создаваш такви дела понатаму. И зависи кој што го интересира да изучува, кои теми да ги истражува. И повторно, оваа форма, само бидејќи е лајт, бидејќи има хумор и бидејќи е family friendly, не значи воопшто дека не може да обработува сериозни теми, тешки теми
И самиот овој филм си носи една линија што многу луѓе си носат тешкотија поврзана на ова поле. Јас за филмот би продолжил да раскажувам за снимањето сега на терен, како беше ако поминавме за подготовките и за предпродукцијата. Имавме интересни моменти, актерите побара по скопски да се изразуваат. Оригинално беше пишувано литературно сценариото. Скопски излезе многу по-соодветно за ликовите. Костимите на женските беа лежерни, односно на сите, но потоа се додаде сцената, односно играта и во приказната со мекиците, дека тие се со цел да отидат на прослава, и тоа доведе и кошулата во приказната, што ја развит целата психологија на ликот, кој што не може да облече една кошула, што е на повеќе нива, тоа е нели диво срце да се нарече. Ликот кој што не сака да се препушти на таа конформност. Александра Талшанов што ни го отстапи нејзиниот стан, нејзиниот дом каде што снимавме заедно со нејзиниот сопруг, ни овозможи за првиот кадар фотографии од нејзината изложба да стојат во позадината и да го красат, и тоа е дел од сценографијата што се збогати. Меѓутоа, за зидот во главната соба во дневната, каде што се случува најголемиот дел од приказната, немавме можност да ги прикачиме фотографиите без да оставиме лепенки или шајки и да го оштетиме зидот, така што решивме дека ќе остане така. Двете светлосни тела овозможија секој тек да биде фокусиран на актерите. Потоа мислам, немавме голема опрема која што требаше да ја коригираме помеѓу секој тек. Ова возможи да остане фокусот кај актерите и побрзо да се коригираат и да се прават поголем број на тейкови каде што имаше потреба. Бев и возачот на некои актери, бев деливери на сендвичите. Мајка ми преку мене праќаше сапун, тоалетна, кафе, благо, кеси за ѓубре. Не спомнам мајка и татковци, не у моја емисија, у друга. Поздрав до мајката и на стварно ти колку за хумористичен момент го споменувам. Лидија Јанушева, мадам Лидија Јанушева Илковска, стварно беше дел од голем од тој процес, окей, респект за тоа. Да, сакав да посочам, поентата беше како е од крпеници создадено ова дело, од сите страни кој како можеше. Па тоа викам, тоа беше и целата суштина, нели? Позајми, дајте некоја гајба од пивара, пиво, нели, 5 дена и се пие пари тејкови и така натаму. Сендвичи од, не знам, од ваму, од таму, ова, од она. Колата ти ја дадов. Да. Многу влијаеше што имавме соодветен сет со тераса, соба за пресоблекување, клима, простор да седат сите на растојание, да им е удобно да вежбаат текст. Да не се подценуваат тие ситни работи, бидејќи сум били на терен каде што не се достапни вакви елементи. И ние требаше да завршиме со снимање до 16 часот за домакините да се вратат, така што ние имавме по 6 часа снимање на ден во 5 дена. Станот секогаш го напуштавме чист, покрај тоа што е здраворазумски и човечки да го ставиме станот како што го најдовме. Тој е принцип генерално за сите локации, за да бидете добре дојдени, препорачувани, гледани. Ова го зборувам како сегментот за работа на терен, што преку овој труд јас го стекнав како режисерски стил, не само за конкретниот случај. И паузата секогаш се спроведуваше позакажано и ова возможуваше никој од актерите да не бара пауза, да не се заморува и да биде во исчекување. Затоа многу влијае кога се држите до договорот. Кога завршувавме порано по планот, сцените што беа предвидени, не се дрзунувавме да снимиме уште нешто да протнеме, туку остававме тоа што било планирано за денес, останува така. Уживајте остатокот од денот, слободното време. И тоа е една предност што има во америчкиот принцип. Кај нив опремата, например, се наплаќа од час, и за разлика некаде каде што се наплаќа на ден, и тука се прави тоа форсирање колку повеќе часа во денот да се пополнат, додека овдека, нели секако немавме ни заемна опрема, туку беше моја. Ова овозможи актерите да имаат време да
да си работат, да си живеат живот, да бидат одморени и да бидат свежи. И без разлика вие сите пари ако ги вложите во опрема и во најдобри околности, ако вие актерите си ги мрцварите по 12 часа на ден, им доцните со хонорарите, тоа што ви е најважно, на тоа попуштате, а за некои други трошоци што се споредни, некои ги насочуваат средствата како приоритет на тоа што не треба. Така што и во овој случај актерите имав можност да им ги платам на последниот снимачки ден со завршувањето на снимање и тоа заедно со една фотографија од сетот и тоа е убав принцип, бидејќи сме сведоци колку еден актер може да заглави чекајќи хонорар. Сите овие работи што ги набројав, овозможија работна, креативна, пријатна атмосфера. И кога... Ти кој ова све им го испрати во Сефија на фестивал? Они го знаеа целиот процес? Не, овој труд само на факултет. Они се запознаени со главните податоци. Зашо ти е битно ова да го кажеш ја? Ја мислам дека се забавни факти за ова дело и бидејќи се пак цел труд пишуван за тоа, ја резимирано ги набројувам. И за режисерскиот стил, кои работи влијаат, што сметам дека не се доволно популарни. Ја прашувам, што е тоа што мислиш дека има ли некакво образложение, што е тоа што на фестивалот видео и решија твојот филм да го прогласат? Што мислиш дека е кликот? Ја да ме те пат немаше да ставам пари на тебе дека ќе освоиш прва награда. Па повторно велам, тоа е прашање на вкус. Нема еден правилен начин, но Така, филмот ги пополнува сите... Таму е жири, таму се луѓе професионалци, не се шалабајзери најдени како мене, ти се свиѓа, од кого? Од Максим, најбољија. Да, Значи, имало некаква, ми интересира, ти што мислиш дека они виделе? Пази, се работи за друга цивилизација, друга култура, друг начин име на комуникација, на меѓусебна, на перцепирање на работите, они виделе нешто универзално во целава работа. Што мислиш дека виделе? Токму тоа го разбрале филмот каков што е. Неговата поента, во формата тој ги има сите неопходни елементи и сега пак еден критичар на ИМДБ ќе даде 9, на Rotten Tomatoes истиот филм има 4, затоа јас се повикувам на вкус, кој како определен, но ова што исто овој стил го нуди е таа потреба за нормалност, што не е доволно застапена во едно дело каде што не е нешто со екстреми. И тоа сметам дека е пријатно за тој таргет на публика што се пронашал во сето тоа. И секако се ова што го зборам со режисерскиот стил, јас кога го кажувам, верувам дека најмногу влијае, бидејќи сето ова влијае на актерите, како условите ги подредувате и организирате во нивна полза, бидејќи тогаш им отстапувате простор, они да го дадат својот максимум и да блескаат. И тоа и во блуперите се гледа колку е забавно и се смееме меѓу тековите. И дека тоа е најважното нешто на актерите да им овозможите, бидејќи тоа се професионалци, многу режисери и продуценти одат со пристапот, тоа е стока, треба да ја тераш со сила, со притисок, со закани, со страв, со уцени, додека јас согледувам дека ова се професионалци што сакаат навистина да си го дадат своето најдобро и ти само треба да им ги тргнеш пречките, да не им бидеш ти тој трн у патот што ќе ги кочи цело време со дали е со хонорар, дали е со организација, дали е со пристапот во односот. Ова важи не само за однос со актери, за секоја работна позиција истиот принцип. Имаш таква верзија од филмот, пошто филмот е прикажан овде, дали имаш верзија со блупери? Ја има на YouTube. Имаш на YouTube? Да. Колку трае? 18 минути. 18 минути. Ше колку имаш за зборење за да ја пуштиме од YouTube верзијата? Бидејќи горе ја имаат сувата верзија што освои награда, да, така? Да. Ќе довршам, па може ќе го отворам. Или што ти е побитно? Сакаш верзијата со блупери или сакаш да кажеш? Можеме ние и блуперите само да ги пуштиме засебно 3 минути се на крајот. Не мора цел филм. Океј, во ред, само блуперите, а на крај ќе го пуштиме филмот кој трае оригинално?
15 минути. 15 минути кои го имаат во режија спремно. Океј, повели говори, имаш тогаш уште Од, доволно време. од етиката произлезе естетиката. Хумани услови кои што за секој што има одговорна позиција наместо страф и закани, решението треба да се знае дека е доверба и сослушување. Дали со работници, Знаеш дали дека со е ово актери. доста стручни образложенија. Знаеш, Да, се да, обраќаме епа. повеќе овдека на фела него на широка публика. Подобро е да кажеш некоја анекдота од целото тоа. Но добро. За филмот, еве, последни податоци, уште за постпродукција можем да кажам. Исто ќе се врзе со режисерскиот стил. Имавме еден дрес кој што во различни текови завршува на различно место, бидејќи немавме скриптер на локација кој што е специјално лице да води континуитет на сетот за погледот, за фризурата, костимите. И во два тека кои што треба да се врзат еден со друг, широк и крупен, мастерот е на различни позиции. И овдека е прашање на жртва. Дали ќе го измонтираш филмот за дресот да биде соодветно поставен на следната сцена, или за да одговара на наративот, репликите да бидат по редослед, како што треба и приказната да тече. Како режисер секогаш застапувам дека наративот е приоритетен, додека еден монтажер може ќе нема да дозволи да континуитетот да биде нагазен, но публиката тоа ниту ќе и пречи, ниту ќе го примети, како што овој филм до сега верувам дека никој не ги приметил грешките во континуитет во позадина, дресот каде побегнал. Од режија викаат 18 минути траела верзијата. Да, тоа е супер, тоа значи со блуперите. Тогаш ќе оди целото, штом оди филмот, штом сакавме блуперите, нека оди комплетот како што е. Јас сум ја пуштале од режија, никогаш не... ми ја сечеле. Не, филмот е 15, со блупери 18. Како бе тоа толку пати ја пуштавме, Не, никогаш сега им ја блупери не донесов. се- Сега им ја донесов. А сега им ја донесе? Да. Добро. Ја одма хебла барам, идам да се тепам горе. Или ако сум им дал некој од постарите верзии, тогаш жалам. Океј, 18. Во монтажата- Прави си време, имаш 10 Да, минути. довршувам. Има интересен момент, колор корекција кога работев, значи ние во просторијата сакавме отворени ролетни, природна светлина да надополнува, некогаш облаци, некогаш сонце, и мојата работа беше да го избалансирам цело време да се задржиме таа боја на тон на собата, како цело време да е присутно сонцето, дури кога тоа не беше таму, за да биде тоа безпрекорно неприметно. Понатаму звучните ефекти. А тоа, овие се работи што мислиш дека го приметиле жирито, дека знаеле што си правил и што си вложил. Дека има таму многу вложена работа. Па А се гледа, плюс во приказната, која е најбитна бидејќи вложениот труд и така, нели, ако погрешно се вложиш, џабе што си се вложил толку, али Мимоза Раел беше брилијантна. Ја дури ја гледав бело. Јако сум бијас во однос на тебе, ја ја гледав бело. Кај го величаш, викам, ова дело до толку. Не ми беше мене јасно. Но еве, времето покажува и дека Мимоза, и дека ти, и дека сум ја прекритичен, и дека треба да имам малце поширок open mind од што имам со некоја своја самонабиена естетика, како да сум професор на ФДУ, кај што им викаат на учениците, не е битна публиката, не е битно дали има некој на твојата представа, битна е уметноста. И така да од таму ни доаѓаат филмовите, животот е срање, на крај сите ќе умреме. Главната уметничка поента во која е 90% од младите режисери тежниат или документарци со траурно, со трагедија, со сечење, колку е срање животот, он пиел, па пушел, па се коцкал, па се курвал, ама ете, обстанал, леле, колку го сакаме, го почитуваме, еве на гробот да му оставиме цвеќе. И тоа е тоа, некоја така си иде на тој патос. Затоа што патосот на радоста, на љубовта, на животот, им е дегутантен, ама на мракот, на темнината, на даркот и особено, знаеш, ако животот го поминеш цел живот во криминал, во дрога, по затвори, ово, она, и на крај речеш, доста е, сега се враќам, супер. Но затоа еден човек кој цел живот се бори да остане на прав пат, и тој не е интересен, знаеш. Не е интересен. Тоа не е интересна тема.
А ти направи тема која никој никогаш нигде, а тоа е она зашто не се размножуваме? Бе? Зошто нема толку неуспешни бракови? Што прават магарињава бе на 50 години уште висат по шанкови? Па не било толку многу одамна каде што веќе 30 година те фаќа паника што ќе правиш. Нема бај да ја на 40 години да идам по кафани. Не можеш. На 60 години дисџокеј изиграва, пушта музика, ова види. Времето демократијата. Не е тоа проблем времето демократија. Проблем се бубрезите, проблем е бушиката, проблем е веќе хормоните. Нема проблем е менталниот склоп, не може да ти е како млад од пред 30 години. Изгледаме како добро нашминкани, зомбифицирани лешеви кои се убедуваме некого да убедиме зошто сме биле неуспешни во, да речам, некои тривијални работи, пошто нам не било тривијално. Што е тоа, бе, брак и деца? Абе, дај, не ме заебај, не тоа, види, ке идеме шемица, брате, ке пиеме, ке ова, ке она, ке најдеме 300 оправданија боемски, зошто ке се дрогираме и ке се опиваме. Моја тирада, thank you. Така е, темата е, ги има тие елементи, оно што постават зид помеѓу двајца партнери кои што би сакале да ја остварат таа повисока врска. Многу луѓе и во брак остануваат со таа оладеност и не ги преобредуваат тие некои лоши навики и некогаш начин на размислување. Бидејќи секогаш партнерот инсистира да го прифатиш со сите тие лоши навики, знаеш, ако ме сакаш, ке ме сакаш таков. Не бе, брате, многу си дебел, има да ослабеш 25 кила. Во ред е прифаќањето и љубовта, ама еве во едниот контекст имаме некои поекстремни работи што буквално ве двојат, тој буквално нели ќе трча по други жени, не може да го задржи на место. И некои со сила ќе опстанат, бидејќи кај жените борбата нели да допрат до овие нивни партнери, не само да изговорат, туку да допрат да согледаат што станува збор, бидејќи они може да имаат таков дисфункционален брак, ќе имаат истите работи ќе се пренесат и на децата и така ќе се продолжи тоа, ти што го велиш, погледот кон мрачното, кон сите тие беди. И јас имам разбирање за тие работи, не можам да речем дека целосно разбирам ни што поминале луѓето, не разбирам. Но едно нешто разбирам, а тоа е дека да си омразата, да вреѓаш некого, да му мислиш некому лошо, тие работи ја сушат душата и тие некои нешта се пострашни и од загуба и од смрт. Така што да избереш да го бараш решението, евентуално ако си го нашол, можеш во филмот за најмрачните работи ти да ја понудиш светлата страна и решението и да дадеш среќен крај. И да не се плашиме од задоволството, што не е еуфорија некаква, туку една долгорочна радост што доаѓа од благодарност за секако што е. При тоа ние секако се трудиме нештата да се подобри, но со тоа прифаќање на сегашноста, прифаќање на луѓето како што се, не значи дека ние за да прифатиме некого, сакаме некого, се грижиме, помогнеме некого, дека е нужно ние да се согласиме со сите негови гледишта. Но во случајот на бракот, важно е да се избере правилно и да се трудиме кон надоградување. Да го заокружиме муабетов? Би довршил уште со Добро. две реченици. Не, мала пауза направи, мислев дека е крај, па за тоа се уфрлив. Извини. Слободно говори колку сакаш. Ке тераме За монтажето ќе довршам. Во мастерот беа тивки, повишував тон, бидејќи немавме бубици, тогаш се јавуваше шум, па користев ефект аудиореставрација, па поголем степен звучеше како актерите да се во кофа и тука беше еден фин баланс кој требаше да се постигне. Ја кариера направив со таков звук. Телевизорот во филмот никогаш не е вклучен, намонтиран е спортскиот надпревар и звучните ефекти кои што го збогатуваат делото, како клик на далечински управувач на далечинското, гасењето на телевизорот, чврчорање на птиците, засилување на трескањето на врата, звучните ефекти возможуваат таа уверливост на филмот. И тоа дека во првичната верзија траеше 20 минути со блуперите од страна, за да истрае цела песна, но го скративме на 15 минутната верзија.
И кога спомнав со гледување на убавото, сега да заокружам, нели, со режисерски стил за пишување, писателски, и темата, и концептот на задоволство, на прифаќање на среќниот крај, прифаќање да си дозволиме да бидеме благодарни, бидејќи тоа не е нешто што треба да не напушти кога плачеме, кога сочувствуваме, кога страдаме. Таа внатрешен мир, тоа не е нешто што нешто од надворешно смее да не го одземе. И за начинот на кој што исто јас вака пишувам и за режисерски стил, што поттикна да размислувам на овие начини, е нешто прекрасно што јас имав можност преку универзитетот да помогнам на неколку студенти од прва и втора година со нивните проектни задачи по режија. Запознав тоа се прекрасни, талентирани души и особено да споменам на Бистра вода матурант, волонтер, која ќе запишува режија, и само сакам да им кажам дека со големиот талент доаѓа голема одговорност и дека има што да ни придонесат и они нам. Што имат да дадат на луѓето овде, бидејќи многу млади размислуваат да студираат во странство и нема потреба ние да дадеме кој знае какви пари за меѓународно признание. Се надевам дека ако можам дека со овој пример да дадам охрабрување дека е можно да се постигне тоа и од овде, бидејќи интернетот смени све, знаењето е достапно и тука. Се што ти треба за да си добар човек е присутно тука, не треба да отидеш во земја од прв свет. И се надевам дека ова ќе зацврсти надежта, верата на македонските автори. Значи не идеш за Холивуд. Нема да идеш за Боливуд. Ни Боливуд, ни Холивуд. Сега е рано да зборувам. Рано е да збориш, добро. Никогаш не вели никогаш, нели? Све ќе биде од условите. Но би завршил со тоа, сега нели кога се обраќам на сите нив, ако јас можам преку филм да понудам перспектива за убавината на животот, решение на проблем, да ја возвишам духот на публиката и луѓето со кои што работам, тогаш мене тоа ме прави задоволен. и новиот албум на Депеш Мод. И Што е следно? Овој филм и натаму се врти по фестивали, иде и ќе биде прикажан, го најави во Шпанија. Што е со твојот втор... еве го. Да, па покажи го ти што е. ова е Така од подалеку, уште подалеку, уште подобро се гледа. дипломата што ни ја дадоа за филмот. Всушност, додека говориме, може да го пуштите тој слайдшоу што ви го дадов, таму ги има сите податоци, од почисто, од поблиску ќе се види. Минута трае, само кратко. Додека збориме без звук. Да, па тоа викам, ќе ти го пуштат, Да. И да го пуштат. Додека ние збориме за последните така. Зашто е понатаму. Нема да го пуштиме филмот, отиде времето, али терај напред, синко. Не, драго ми е што стварно проект. има брст у тебе да се искажеш и морете. Да, јас чувствував потреба да ги кажам тие работи зашто сметам дека се од бенефит и од корист на оние што ќе се занимаваат и што се занимаваат со ова и дека барем некој може да извлече некаков бисер, затоа и ја пишува на овој труд. И на крај, нели, ние создаваме убави спомени. Се надевам, ама знаеш како? Освои Оскар, освои Кан, освои Венеција. За тогаш Берлин. да го сватат ова сега што го зборам Ова што го сериозно. збориш, знаеш како, ќе го лижат телевизорот. Значи, Тогаш да не се никогаш повторува. Не те ценат. Значи, ја денес ова да го изјавам у некој интервју што за мене кариерата е небитно. Што гледам за животот. Ама, знаеш, бидејќи заради бекграундот, па што сум постигнал она, многу повеќе значење. И у позитивна и у негативна смисла. Особено кај мене, у негативна смисла. Како ми рекоа, Јанко, ти си... вика, сите лошо зборат за тебе, ама ти си окей. Викам, фала, тама работа да ме фала. А она преска за ова, да ти го кажам вицот, рикам од смеење цел ден. Вика, жено, сликај ме, вика, само, вика, само вика од подалеку, само така сликај ме да не ми се гледа стомакот.
Она му вика, иди поназад. Вика, колку поназад? До Лесковац, вика. Честитки за ово, за успехот, бидејќи студентиве многу тешко добиваат некакви ловорики, а ова ментално стварно дава многу пори. Следниот филм ти е што го направи една интересна верзија на македонски народни приказни, која исто тука ја пуштивме. Дали таа почна да се врти по фестивали, дали ќе иде по фестивали? Па тоа... На кратко. Не. Нема кратко, не беше добро. замислено за фестивали, бидејќи краткиот одговор е не, бидејќи не е ни праќано на фестивали, бидејќи не е концепирано за фестивали, бидејќи се смета за телевизиска епизода, а не за краток филм. Меѓутоа открив дека има фестивали кои што емитуваат и ТВ пајлоти. Така што не е доцна и можно е. И браво. да, исто ќе спомнам втората епизода авторска вреди да се погледне, што исто многу ми беше забавно да ја создадам, бидејќи добивав сценарио што беше копија на претходно. И јас реков ќе го прифатам почетокот, останатото ќе тргнам по своje, излезе нешто прекрасно. И последните 30... Не ти ја знам таа епизода. Да, не ми ја знаеш, затоа ми текна да ја спомнам. И последните 30 епизоди што се создадени, јас сум всушност ко-сценарист и во огромен удел приказната ја водам јас и можам да се придржам до тие принципи кои што јас многу Ќе има ли се допаѓаат. македонски народни приказни нова сезона? Се дискутираше, се најавуваше, но уште не е потврдено, не се знае. Јас би бил среќен ако има, тоа е прекрасен формат и низ него може да се прикажат сите светски феномени, состојби и психолошки појави низ една проста призма на селски живот. Што е следно, дали имаш некој план? Еве со двата продуцента поднесовме барање до агенција за филм за краток. По сценарио е 10 страни, веројатно 20 страни филм. Silent филм е. Ако го дозволат ќе се... Silent филм? Да. Поима немам што Silent спремаш. во Добро. контекст на говор, а музика и звук богато. Така што визуелно е многу динамичен и тоа е тоа што ќе залепи да го гледате. Ако се реализира... Оригинално, смееш ова да го кажеш јавно? До толку смеам. Понатамо не. Веќе кажа премногу, ама Па добро. не се знае ни приказната, ни ликовите, ни екипата, ни контекстот, така што и тоа што е. Сега збориме што поднесовме, така што ако е во продукција, тогаш ќе може да се збори посериозно и да се најавува и трейлер да се пушти, но средства ако добиеме. Ако не, јас во секој случај имам во Пак ќе филка... биде краток филм? Краток, од агенција мора прво краток да добиеш за да ти дадат потоа буџет за мислам среден, па после смееш за долг. 2 пати за краток, па после за долг. Значи од почеток ако не си бил дебитант, не можеш да бараш за долгометражен филм. Чекај, ми се свиѓа идеја. Може ова да биде да се развие сценариото во full length сат и пол? Да, всушност сите кратки дела мои и сценарија може да се развијат и у принцип е можно се да се прошири. Да ја ставам куќата под хипотека, ти ги давам пари. Ако е за добро сценарио, тоа сакав да кажам, јас имам во фујока преку 30 синопсиси и идеи кои што не сум седнал да ги развијам просто заради времето, но во глава ги имам замислено и се прашање кој продуцент што ќе му се допаде на вкус. Или некојаш имаме... Задоволен ли си од работата? Многу амбициозен проект, многу тежок, многу захтевен. Беше дел во еден добар период, околу колку 3-4 месеци работеше на... Месец дена. 3 месеци беше целото снимање. Целото снимање, месец дена работеше на Бистра вода. Задоволен ли си од тоа? Беше асистент на... Втор асистент на режија, да. Јас бев еден месец целосно во подготовките од почетокот. Од кастинг до барање, до ангажирање, до скаутинг со локации, сите тие процедури. Јас помагав околу канцелариски работи, пренос комуникации во сите сектори, што треба да се донесе, дали реквизити, костими, поврзување за превоз. И знаеше и тоа беше исто така на тенок конец Искуство развиена. за кое што Јани учев. Бојаджи рече, додека еден спонзор не се појави, вика, дури кога се појави единствениот спонзор, вика, сватив дека ќе ја биде оваа работа. Многу љубов беше и малку и на брзање беше решен да почнеме таа година, бидејќи од подготовките за да беа како што треба, па уште
месец дена сигурно ќе беше за да тече се мазно како што треба. Дали Ние си задоволен од резултатот? Не. Да, бистра вода е се што вети дека ќе биде и се што си од потенцијал кој што го имаше, тоа е тоа. Јас го гледам дека моите високи очекувања од бистра вода се остваруваат на екранот и уживам кога ги гледам Лепи ли епизодата. приказнат? Па лепи, како Каков тоа е по тебе фидбекот? Јас мислам дека ова е животно дело на Јани Бојачи. Ова е Океј. фидбекот Како публикава го? Еве, викаат убав заплет, сега да видиме кај ќе ја носи и интересно е што никој не знае каде ќе во која кривина ќе фати. Значи приказна. лепа, ама значи има мистерија која онака Да. Единствено што е од аспект на критика, велат не е доволно долго и што викаат не сакам да гледам еднаш неделно, чекам сите да излезат, па тогаш ќе ги гледам. и јас исто, немам нерви, ја повеќе сакам да ова. Можам само Мандалоријан да го чекам од епизода во епизода. И интересно е што целата техничка екипа се појавува и ги гледаш, викаш, еве шминкерката се појавува, еве го камерманот, еве го, и тоа ни се интерни шеги, бидејќи само ние се препознаваме кои сме. И еве во последната епизода која фати, не е спойлер да кажем, пошто се емитуваше, Јани Бојачи се појавува во една интересна улога, но кој ќе проследи, ќе види. Океј. Сега ќе го изгледаме Are We For Real? Tell me we are for real. Tell me we are for real. Да, we are као кратен код we are. Тоа е као малце сленговско. Да, ако имаш проблем со р, додека го изговориш, чекај како француз би Tell me we are for real. Океј, слушај, ова вака која го гледам и сега после сево ова, твојов студентски награден филм, честитки, стварно треба да има инспирација луѓе да имаат храброст и да влегуваат и во наједноставни форми, ама нека биде нешто креативно. Знаеш, пошто сега влеговме сите скоро многу подкасти си нешто, но тоа е нели. Јас тоа велам, формата може да биде и комична и light и family friendly, а тоа не значи дека суштината и тежината не е присутна. Не е неопходно ти преку црнила да кажеш за нешто мрачно. Можеш да Не можам да ги гнјавам. Знаеш што, сега ќе извадам твое филмско дело од 5 минути краток филм што го имаш направено на 7 години, не, 7 оделение. Значи, по интуитивност, со кадри феноменални. Тоа ти кој имаше 7 години, телефоните беа со 2 мегапиксели. Јас седмо оделение 13 години. 13 години, а тогаш телефоните беа со 2 мегапиксели камера. И тоа изгледаше, и се сеќавам еден актер, го пуштив на друга телевизија, тогаш бев, го пуштив и ми доаѓа и ми вика ова е најдобро нешто во продукција цела што излегло у Македонија оваа година, вика. Да, тоа Тојше како критика за продукцијата во Македонија дека ние не продуцираме жанровски. Бистра вода е единствена жанровска серија која има нешто. Има неколку обиди за овие, како се вика, нешто како ситком, да речеме, Преспав. Конечно, после 30 години нешто 30 како години, да. Преспав, дури в 2017 почна Македонија некој тркало да се врти. Сега Бистра вода не се споредува, тоа е една студиски од Значи, два сета, на Бистра вода е Netflix- на ниво на филм. Значи, знам луѓе, и ја давав... И јас да се надоврзам, еве, само и ти денес спомна на подкастот пред да ја земе некој идејата, нека земат, нека има повеќе за уметност. Јас, Максим и Виктор почнавме подкаст за филм, телевизија поентата и ми е кино од денеска. за уметност. Кога ќе се емитува? Како да измонтирам, сега викендов сум на смена, така што ќе Кога ти ќе кажам. се емитува? Текот на наредната недела, веројатно. Не, значи ќе се емитува во петок. Утре? Ако ти не извини, ја ќе да знаеш. Не може да поднесе дека јас ќе ја правам. Не, па тоа е кога знам дека можем, кога Не, многу време одговорност. ти треба. Ќе влезеш ти си Алиса, down the rabbit hole, која влегуваш као со спотов. И нема крај едно у друго, морам да го направам. И го имаш тој креативен момент. Поентата што почнав да зборувам беше за нека се копира Жанровски. стилот, нека не
ова не е работа што има недостаток на ресурси или ограничени. Ова што повеќе тоа подобро луѓе да се бават со уметност, никому не е на одмет. И јас го охрабрувам. За да има уметност, треба да има поп култура. За да има уметничка музика, треба да има и забавна музика. Една Мадона, која е врвот на шунт музиката во светот. Значи, плаќаше најголеми уметници за да си го издигне нивото. Но и тоа не беше доволно. Доволно беше интелигентна да нејзината дискографска куќа потпише договор со Продиджи. Продиджи е идеолошко, филозофско, музичко, уметнички, потполно спротивно, кое гледиште на нејзината филозофија и гледање на музиката. Дали она свесно или несвесно не ме интересира. Дали она интелигентно тоа го направила, не го направила. Но има таму свест дека ако ти сакаш да имаш публика која ќе ја купува и конзумира твојата шунт музика, ти треба да создаваш публика која знае што е музика уметничка со високи вечни вредности, затоа што во поп културата Продиджи направија легендарни албуми. Ке поминат 100 години, Мадона ќе се забораи за 100 години, Продиджи никогаш. Тоа е тоа да разбереш дека за да има сцена треба се да има, а не само животот е срање, на крај сите ќе умреме. Се согласувам, па дури Најави го сега филмов. во ред, јас ќе се надоврзав на твоето, тоа може за Немаш нареден време. пат. Така е, така е. Нема така е, време. За жал. Да, го почитувам тоа. Пошто и реално нема крај. Не, веќе идеме надвор, ќе влеземе 2-3 минути. Ви го најавувам филмот, кажи ми дека сме за стварност. Кажав, овде верувам се што има да се каже за овој филм, останатото доволно збори сам за себе, блоперите на крајот се дел од атмосферата што ја делиме на секој терен. Ви благодарам што ќе го проследите. Ја вадам 2000 денари, мене ми е- ве носам на вечера, остајте го целиот до крај, иако го претеравме терминот. Благодарам Максим, ти посакувам многу успех, благодарам на вас што го проследивте ова опширно и благодарам на мојата екипа што го издржа, го истрпе и ќе го пушти до крај целиот филм. Лека ноќ и пријатно. Ти викам, вечерва ако не влезем во галопирачка врска, се откажувам. Да. Така сестро, бидејќи само Ана и Сашо до кај се. А ти? До кај си со Тони? Го сакам. Иако некогаш знаел так да ми извади со неговите нереалистични идеи, но сепак под сето тоа јас гледам еден навистина семеен човек. Да. А и јас сакам со нешто да се пофалам кај Сашо и Ана. Добро. Ти гледај среди си со Марин. Ако успееш да го симнеш од звездите. Се сеќаваш ли на муабитите од средно? Како ќе имаме совршени венчавки и како тичињата ќе ни растат заедно? Ке бидат пресладки. Ајде. Ке задоцим, ајде. Браво, шампионе, браво! Батенан! Што бе браво бе, нели на други ме рече да пишам? Не, брат, ти кажам да пишеш кет, защото ти двојка имаш. Ајде. Ау, извини. Опа, нема пиво, трето машала. Да не пиво, ајде. Лукасен, он je u prošloj sezoni onako igrao promenljivo, jedno vreme je bio starter, a onda to je bilo uglavnom u prvoj sezoni, a onda je uglavnom a pritom nije jasno bilo zbog čega. Планирате нешто да оставите сутре или да не спиете и за нас, а? Како не, како не. Tomu lopta čeka.
О, многу да не ни дојде. Е, добро да поише за нас. Je толкова. Живели. Морете си имаме ние за нас. Чо? Што знае футбол, ништо. Лука се. Да. Значи имате предвид дека до 8... Чекай, го! Да бе, да, кај Сашо на Мекици, добро. Да. Све родниниве негови таму. Како ме натеравте, не знам. Пипчето мора да го видите, морате да го видите пипчето. Води. Пипчето, само пипчето, видете го. Времето му побега. Ајде, ово е. Ајде, пети по супер ќе видите на Мекици. Ајде, кога не се облека у кошуа. Дај бе, остави ме. И малку да излезеш од Малово. Што бе, рамо? Леле, ја кидам малку до тераса да земам воздух. Ќе додам и јас. Ајде. Това е било гладно у прvom delu sezone, a onda je u drugom delu šampionata uglavnom utakmice gledao sa klupe za rezerve. A pritom nije jasno bilo zbog čega je naglo izgubio poverenje sa Kauterena i kompaniji. Еј ти викам, не иде со право. Toku, dobra lopta, Ај, баш ка знаеш, сам си ја поправам колата, ако не ми иде Sanko, со адвокатура, веќе си станам механичар. i on je u prošloj sezoni А ти видиш после кој не излега од мало. u jedno vreme bio starter, a onda to je bilo uglavnom u prvom delu sezone. Кога ќе успееш, ме гледаш и мене во сликата, или? Може ќе ме носиш на некој убаво место, а? Како не, враче? Klupe za rezerve. А видам комбинации за 6 месеци милиони може да направи. Nije jasno bilo А на Флорида на јахта ќе те носам. izgubio poverenje sa Kauterena i kompaniji. Мислиш ли дека се тоа така функционира? Се човек као мене, видам врски у луѓе. Ќе најдеш некој, ќе подвиткаш некој правило. Знаеш какви да ти работи. Има ли нешто што ти не можеш да направиш, а? Чек. Нема што не можам бе. Рели воза. Бордан. Гитара не ја распирам. Лов, риболов да не правиме моја бе. Како ден сам појма немаш. Чек што више мислам дека можам и рана сам да се сушиам. Рече, знаеш да танцуваш, а? Аха. Ајде да видиме колку си добар. Абе, утакмицава. Секогаш ги снимаш, ајде. Ајде, добро. Прими се да бидеш одушевена. Сакам вака кога е топло, пусто. Не те подсеќа малку на... Лудиот Макс, да. 3 пати ме тераше да го гледам. И коментарите од режисерот, од клаперот, од монтажерот, избришаните сцени и се. Марин, Да, како се гледаш тебе си во иднина? јас... Јас се мислам дали сакам да сум професор на филолошки факултет или сакам да пишувам романи, ослободен од стегите на рутинскиот живот. Тоа е убаво, ама мисле, дали се гледаш себе си како семен човек? Дали може би сакаш да имаш некоја личност покрај тебе што ќе биде секогаш тука? Ја имам таа личност. Но не верувам дека Тони би можел да ми донесе семејство. А добро, и за да се случи такво нешто, прво треба да ја најдам таа вистинската. Ама, А има и секакви можности, околности, логистики, фактори на проблеми, на кредити, на... имам чувство дека со таа ќе биде во ред. Треба да се има љубов, разбирање, убавина. Треба да се има... Има. Треба да го има ова. Треба да има разбирање исто како што имам разбирање со тебе. Ќе ти слегне.
Слушаш? Чекай, да видим што е работа. Ајде, играјте кола 99. Се изморив. За 20 минути треба да излезем. Не знам ни дали ми се оди веќе. Убаво ми е вака со тебе. Нели е тоа сонот? Да? Ми текна. Професор на филолошки факултет, а во слободно време пишувам романи. Марин. Не знам зашто мислам дека треба да се ориентирам само на една работа. Да, е тоа еден од соништата. За мене моментално единствен сон е сон. Запиши. Запишувам. Дај бе да си го облечам дресот, не можам више кошулава. Ајде бе, издржи, видиш да си бабака, ајде. Римба. Доста бе. Риба? Реклама бе некоја за трски. Тој Мачуров му се јаде риба, изгледа многу голема јалка. За трски, за риба. Може да видам. Зошто? Се разбирам од трски. Сега само да намалам светло, многу е силно. Која е таа? О, Кажи ми која е таа, не сум од вчера. па да слушаш што ми зборил. Рибарот и трската. Значи типично. Кога ќе се усериозиш, само не ми е јасно. Јас да сум сериозен? Да, ти. Абе, јас сум најсериозниот човек што го познаваш. Како не си, тогаш дај ми да видам. Што да видиш? Ти кажав реклама е, стигна нотификација реклама. Дај ми го телефонот да видам. Зашто да ти го Сакам дам? да што сакаш да ми Зашто? Па, имаш ли нешто да кажеш на Ти темава? можеш да видиш пројде. Пошто ми изгледа дека цела вечер ќе се збори за тоа. Ја ти барам тебе Не се разбирам многу од трски. Не се разбирам ни од врски. Само знам дека треба да се ужива во младост. Ај добро, академските цели секогаш се на прво место. Добро бе, добро сум се допишувал и човек треба да чува отворени можности. Значи, кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш? Еј, доктор, кај вон, ти најде да ми избориш за фокусирање, а? Рибка на дома што ја чуваше, ти умреш што забори да ја нахраниш. Сестра ми ја чуваше рибката и ти го знаеш тоа. Изгори. Значи, по лакава анатомија на срце, и знаеш што? Кога сме веќе кај тоа, ти си опериран. Ќе ми спасувала живот и туф. До кај ќе стигнеш без таа твоја хуманост? Например, секаде? И каква врска има една рибка со 30 годишен маж што сака да си чува отворени можности, а? На што личи ова, е? Например, кажи ми на што личи ова, на што личи ова, а? Опериран сум, знаеш. Опериран сум, да, ама од тоа ти што ми го бараш? Не само барам еден маж, не се плаши да облече кошула. Вака ми е удобно бе, не можам да ги трпам тие твои кошули. Барам тебе да ти проверувам мобилен, да гледам што ти стига. Академскиот граѓанин Сакам да проверам, не ми интересира. почна да размислува за семејство, за фамилија. Не, ми веруваш ли? Тоа да, само се плаши да не избрза. Реклама беше за... Никој никада не те брза. Само сакам да знам дали нашата врска ти значи нешто. Нашата? Нашата ми значи, да. Ми значи, потполно ми значи. Мислам, целосно веројатно ми значи. Мислам, добро, ти се стопаѓа Интерстелар, мора да ми значи. Не сакам да проверам, не ми интересира. Не ми интересира, не ќе ништо да проверам. Значи, не, ми веруваш
Не можам да те гледам веќе. Не можам да гледам како си го фрлаш животот во вода со едни глупави ливчиња и алкохол. Можам да ти го слушам гласот, бе, знаеш колку иритира? На скала на иритирачки звуци, прво иде алармот у понеделник са бајле, па после глупине музики од станица 26, па концерти на Желјко, на Мелјко, па не знам си што, и на крај на врвот си ти. Па не се секире, бе, батка. Повеќе нема ништо да слушнеш, повеќе нема да ме видиш. Сега ќе си одам и веќе ништо нема да слушнеш, добро? Гледаш, сега ќе си одам и повеќе нема да ме гледаш. Повеќе никогаш нема да ме видиш, ајде кате. Чекај, мислев заедно ќе одиме. Ајде ви ти кажам јас попред колку се они сериозни за заедно. Ма чашите да ги изимам. Чао! Знаеш што? Но. Мислам дека на Кати се свидим. Ајде, беге, не ли гледаш дека сака да те мажи? Сака да ме мажи. Да ме мажи. Брат, не ли гледаш им цвикнало тоа пиперчето у глава? Бе, добро им цвикнало пиперчето у глава. Добро, мислев ки идеме кај Сашо на Мекици, ке си поседиме, ке си поправиме муаве. Ти идеме, ќе се поселиме, супер, да. Ти идеме, ќе се забавуваме со нив, па ајде до година свадба. Нормална ли е, брат, бе, 31 година на сака свадба да правиме, бе, ќе се женам ја на 31. Немај гели, ќе се чуеме со Сашо, ќе се договориме, ќе се видиме. Не идеме сед, они ќе бидат таму. Паметно, да. Ај, дај джуистиците, пуштај Fortnite. Ала, Машко! Ево ти, слушај. Браун джакет и блу джинс ми сврте муабет за времето на Ти мене многу, 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 многу ми се свиѓаш. Ти мене многу, 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 многу ми се свиѓаш. Ти мене многу. Господе. Акција. Да те слушам. Знаеш колку ми иритира твојот глас? На скала ми иритира. Добра, не добро сум се допишувал и човек треба да се чува отворени можности. Така, значи човек треба да се чува отворени можности, а заборави репликата. Правите работи. А рибарот и трската. Чекај. И Ај, пали Fortnite. Да, брат, ни го изгаси на штекер телевизорот овие две. Ајде, сака шири. Глупав алкохол и едни ливчиња. Знаеш колку ми иритира твојот глас, бе, не можам да те слушам. На глас. Ајде, не се глупирај, гледаш дека сака да те жени. Да ме жени. Па вајда би требало да ме маже, да ме жени. Гледам како си го уништила животот со едни глупави ливчиња и една глупава спортска и еден алкохол. Запркавам со... ја не можам да те слушам веќе. Мислам дека на Кати се свиѓам, брат. Абе, нормален си, ти гледаш дека сака да те жени, бе. Ривката. Поред. Кучето! Кучето! Камера иде? Се иде, се иде. Актери подготвени? Да. Акција. Ајде. Сега, чекај. Не слушам. До кауче. Јана. Сега ке завршам. Не ги идете, не ги Ајде, скипе го. Нека, нека изде. Нека!
Прекини бе, прекини. Може да видам? Не. Зошто? Извинете. Зошто? Добро бе, добро, сум се допишувал. И? Значи кога ќе Човек треба да се чува отворени можности. Кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш, те прекинав, извини. Човек треба да се чува отворени можности. Значи кога ќе се фокусираш на правите работи во животот, може да ми кажеш? Ќе ми кажеш? Не. Добро, Извинявам се, но тука